Четврток, 20 јули, кратки вести во 12 часот. За прв пат во историјата на македонското здравство, утрово од еден дарител беа експлантирани 4 органи во еден акт. Благодарение на хуманоста на едно семејство, ново срце почна да чука во градите на 40 годишен пациент од Скопје. Нова шанса за живот и црн дроб доби пациент со хронична црнодробна болест, а двајца пациенти на диализа во текот на денот ќе добијат бубрези. Дополнително шанса за поквалитетен живот наредниве денови ќе добијат пациенти со коскени заболувања. Горди сме на секој нов успех во македонското здравство, информираат од ресорното министерство. Во тек е пријавувањето за место во студентските домови за предстојната академска година. Во Државниот студентски дом Никола Карев во Охрид на располагање се вкупно 242 легла. Од нив 48 се за бруцошите, додека преостанатите 194 за студентите од втора година па нагоре. Заклучно со 31 јули се пријавуваат студентите од втора и повисоките години, додека пак за студентите од прва година почнува од 1 септември и ќе трае до 11 септември. Студентите треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот euslugi.mon.gov.mk, може да конкурираат за прием само за еден студентски дом. Оваа сабота на градскиот базен Атина Бојаджи во Охрид ќе се одржи третиот меѓународен пливачки митинг Охрид Open 2023 во организација на пливачкиот клуб Aqua Spirit. Се очекува да настапат над 200 надпреварувачи, меѓу нив најдобрите домашни пливачи како и гости од соседството. Пливачите ќе се надпреваруваат во 6 возрастни категории, во машка и женска конкуренција, а пријавувањето е во тек. Митингот предвидува 2 надпреварувачки дела, и тоа утрински од 8 и попладневен од 16 часот. Супер радио и овој пат е медиумски поддржувач на пливачкиот митинг. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен северозападен ветер. УВ индексот е 10. Максималната температура во Охрид до 34 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.